Повиците за етничко гласање на поединечни кандидати навреди им штетат на останатите сопартици кои очекуваат поддршката на ВМРО-ДПМН во вториот круг. Денот како кандидатот навреди за градоначалник на Брвеница, Хаким Рамадани, побара поддршка од гласачите на ДУИ за да го поразат градоначалникот на ВМРО-ДПМН. Мицкоски со порака дека Рамадани по изборите ќе биде разрешен и од позицијата директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Предходно ваква изјава даде и Билјалка Сами, но Мицкоски вели дека не гледа проблем со целата коалиција навреди. Со жалење го слушав се тоа на кое што против кандидатот на Јовица го кажуваше во една екзалтирана состојба. Не знам дали беше тоа специфичен момент за него, но мислам дека направи голема грешка. Направи голема грешка пред се за кандидатите за градоначалници од истата онаа коалиција од која што тој настапува. Замислете што ќе се случува сега во Тетово, во Струга, во Дебар и во одредени други општини. Така што толку себичен потек од политичар до сега по новата историја Македонија не видела. Да влегува, да мисли само за себе и својот кусоглед интерес, а при тоа да ги занемари сите останати кои што се исто така се борат во вториот круг за градоначалнички мандат. Еве јас го слушав да речеме Фатмир Лимани, кој што апсолутно не повика да се гласа против кандидатот на ВМРО-ДПМН во Кичево. Тоа е прво. Второ, коалицијата вреди испрати соопштение дека не го поддржува Фатмир Дехари како градоначалник, како кандидат за градоначалник во Кичево. Кадровски промени во СДСМ по вториот круг од изборите најавува и Филипче. Вели иако во одредени општини покрај притисоците врз нивните членови успеале да добијат поголем број гласови, сепак мора да се анализира и пораката на гласачите, особено во скопските општини, каде резултатите не биле според нивните очекувања. Во следните денови СДСМ ќе одлучи кои кандидати ќе ги поддржи во општините каде нема да се надпреварува во вториот круг. Мултиетничкиот карактер на нашата земја, реално добрите меѓуетнички односи се нешто што треба да останат приоритет. Од друга страна, факт е дека граѓаните многу често гласаат по етничка линија. Меѓутоа, во контекст на прашањето кое што го поставите, во тој дел ние ќе донесеме конечен заклучок за тоа како ќе се поставиме и со кои ќе коалицираме следните неколку денови, најкасно до средина на следнава недела, некаде до среда. При тоа, како ќе коалицираме, кој кандидат ќе поддржиме таму кај што немаме ние наши кандидати, ќе зависи од повеќе фактори. Прво за тоа каква е карактеристиката на нашата општинска организација, понатаму какво е расположението, афинитетите на луѓето кои што се таму членови. Ако нешто нема да биде критериум, тоа нема да биде етничката припадност. Разговараме со сите политички чинители, не е тоа само Кичево, Брвеница, станува збор за Скопје, станува збор за тоа што и како ќе се поставиме во Карпуш, во Куманово, меѓутоа дозволете до најкасно среда да го кажем нашиот став. Обвинувања за непринципијални коалиции си разменија и албанските партии. Од вреди велат дека секојдневно доаѓа до израз срамниот договор на ДУИ со левица за поддршка во повеќе општини, додека од ДУИ возвратија дека вреди ги заменува албанците со срби на раководни функции во повеќе институции. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.